Време е за нашите гости, а првиот дел од гостите ќе го најави нашата веќе вам позната гостинка, многу често наш пријател и дама која што ни дава совети за разноразни психолошки состојби. Ни доаѓа од Центарот за ментално здравје, магистар по психолошки науки и сертифицирана е во областа на гешталт терапијата. Дора Попова-Узуновски, добре ни дојдовте во утринската на Алфа. Добро ве најдов. Да. Ве фативме токму на денот кога ја организирате онаа Zoom работилница за справување со анксиозност и панични напади, состојба за која последниве години толку зачестено се слуша, се чита, се говори, се коментира. И ми се наметнува веднаш прашањето дали анксиозноста постоеше некогаш или само денеска доби име, или ја добивме во овој современ начин на живење. Значи, анксиозноста за да се создаде кај личноста, таа е резултат на неколку фактори. Прво прашање се карактерните особини, после имаме дали личноста доживеала некоја ситуациона травма, дали имаме некоја развојна травма, каков квалитет на живот живее, дали има некој период каде што имало поголем стрес, фактори. Дури онака мали ситуации може да бидат мини стрес фактори, нели да се прелее чашата од капка по капка, па на крај да се случи таа анксиозност. Така што, нели прашањето дали порано постоела анксиозност или не, може би порано, значи постоела во некоја друга форма, бидејќи кај менталните состојби и кај менталните болести многу клучно влијание игра општествениот контекст. Значи, одреден општествен контекст во услови на одреден социјален момент се создаваат психолошките болести и состојби. Например, порано, пред, да речеме, 20 век, таму негде во близината, нели 18 век, 17, како се враќаме назад, една позната состојба била хистеријата кај жените која што се јавувала. Например, дури почетоците на психотерапијата и психоанализата се така започнати, кога Зигмунд Фройд нели ја забележал масовната хистерија која што повеќе се јавувала кај жените и така нели била третирана. Сакам да кажам, низ годините, низ вековите, секој општествен контекст ствара нели своја типична ментална состојба. Е сега нашата денеска е нели онаа типична анксиозност, панични напади, депресијата исто така е многу присутна, која што во голема мера е резултат на неколку фактори, како што сега ги споменав, меѓутоа ќе ги разложам малку. Значи, обично големиот стрес создава едно такво доживување на анксиозност, на притисок. Бидејќи анксиозноста значи висок притисок дека се случува во личноста и дека таа не може да контролира одредена ситуација. Поготово луѓе кои што се склони да повеќе контролираат во животот, нели ако да претпоставиме дека ова е ситуацијата која што треба да исконтролира личноста и сега ситуацијата и бега од контрола. И тука личноста развива таа анксиозност. А денеска во нашето обкружување, нели во оваа денешница во која што живееме, каде што има многу стрес фактори, тешко им е на луѓето да може да опфатат се да контролираат во нивните животи, бидејќи некако постојано има многу голем извор на информации, постојано има многу настани во секојдневието, многу изложености на секакви фактори, кои што на луѓето им ствараат голем притисок и стрес во нив самите, па нели да можат да контролираат, да можат се да контролираат околу нив. Пред да ве прашам што се можат да добијат како бенефит на работилницата денеска, да ни кажете прво како да ја препознаеме. Знам дека за ова многу често е говорено, но некогаш ние сакаме сами да си најдеме одговор на прашања кои не мачат, па не бараме подршка и подршката доаѓа или помошта кога можеби веќе сме завлегле ние во длабока фаза на некакво психичко нарушување од кое и потешко се враќаме назад. Како да ја препознаеме анксиозноста? Добро, значи типичните симптоми на анксиозноста, тие што ја почувствувале, многу добро знаат дека она потење на рацете, забрзано срцебиење, забрзано дишење, чувство на губење воздух или пак во екстремни моменти, нели паничниот напад кој ќе дојде, веќе тука личноста има чувство дека губи толо под нозе, дека ќе се онесвести, често има и вртоглавица во тој момент. Никаде. Да, значи паничниот напад доаѓа ненадејно. Од друга страна анксиозноста се толерира некако тивко. И сега тука има варијации во интензитетот на симптомите. Некои луѓе значи чувствуваат повремено, во некои ситуациски моменти
поголем степен на анксиозност, некои други постојано имаат некој чувство на блага анксиозност која што им се проткајува низ деновите и така натаму или така живеат, меѓутоа се се уште функционални. Од друга страна имаме луѓе кои што буквално се блокирани од анксиозноста, од симптомите и им е многу тешко да го прогураат и тоа секојдневие кое што го имаат. Па често завршуваат, нели пред да дојдат кај нас, мислат дека имаат некои други болести. Одат на кардиолог, одат на лекар, бидејќи анксиозноста може исто да предизвика и симптоми во стомаковот, нели тоа зголемени физиолошки потреби и така натаму, одат на такви специјалисти да ги проверат тие состојби и некако ние сме последни. Веќе кога нема ништо, кога ќе исклучат се, тогаш се одлучуваат нели да побарат психијатриска или психолошка помош, односно психотерапија за да го третираат проблемот. Така. Што се ќе добијат сите оние кои што ќе се вклучат или досега веќе се вклучиле, си го резервирале своето место за денеска во 18 часот на апликацијата Zoom? Така, тоа што ќе го добијат, прво ќе се работи со секој член индивидуално, групата е мала, значи целта на овие групи е, бидејќи ако биде многу голема групата, ќе не може да се работи индивидуално со членовите. Така да групата е мала, од прилика некои 5 до 6 членови има, тоа е многу добро за нив, и ќе добијат можност да го истражат коренот и потеклото на својата анксиозност, кога таа почнала да се случува во нив, како се развивала, што во тој момент во нивниот живот се случувало, со кои настани може да ја поврзаат или можеби ќе им биде тешко да ја поврзаат. Ако им е тешко да ја поврзаат со одредени настани, тогаш најверојатно станува збор за некоја развојна траума, за некоја незадоволена базична психолошка потреба, на нарушено чувство на безбедност, уште од раното детство можеби која што влече, сето тоа ќе имаат можност да го истражат кај самите себе и после ќе добијат насоки и техники како би се справиле нели со чувството на анксиозност, но и многу корисни медитации кои што ќе може да ги применуваат нели во нивното секојдневие. Така. За сите оние кои што не сте се вклучиле, но имате потреба да го направите тоа, или имате некој близок кој што се справува со вакви состојби, имате време се уште до 18 часот, само одете на Facebook, напишете Центар за ментално здравје на Центар за ментално здравје Дора, така. И ќе ги најдете сите неопходни информации, податоци како веднаш тоа да го сторите, за да можете вие да пробате да си помогнете самите себе си, бидејќи секогаш првиот чекор е од нас самите. Така. Ако ние самите не се соочиме дека ни треба помош, тогаш никој не може да ни ја пружи таа помош. Има ли поврзано нешто Дора со гените? Можеме ли ние да ги наследиме овие состојби од некои од нашите предци, од мајка, татко или некој поблисок кој што имал чести такви панични напади? Значи, тука има два момента, значи може да биде, тоа се вика психогенетско наследство, меѓутоа не станува збор за оние гените внатре во телото. Туку станува збор за тоа што нели начинот на кој што родителот на пример се справува со одредени ситуации, ако има развиена анксиозност, многу веројатно дека и детето ќе ја развие, бидејќи ќе го развие истиот начин на справување со ситуации во животот како родителот. Тоа некако, затоа луѓето мислат дека е наследно, меѓутоа тоа не мора нели она буквално да е наследно на гени на ниво на тело. И од друга страна, има личности каде што имаат изразен оној симпатички нервен систем и кај тие може да бидат едноставно физиолошки посклони на тоа да развијат анксиозност, меѓутоа повторно не мора да значи. Нели ако личноста има развиено здрави механизми на справување со ситуациите во животот, тоаш може да не ја развие таа анксиозност, иако може да постои подлога во неа. Така. Дора, имате повеќе годишно искуство во ваквата проблематика и верувам дека во вашиот Центар за ментално здравје Дора поминале многу клиенти, што од помлада, што од повозрастна генерација. Со кој полесно доаѓате до добар резултат? Со децата, кои што исто така се борат да се справат со анксиозноста, и за жал ги има се повеќе, можеби се должи на оваа паметна технологија и отуѓување на децата, оние социолошки контакти, контактите надвор, да се игра на улица, да се игра пред врата и да се играме кукли или било што друго на што девојчињата и момчињата си имаат свои игри, се разбира во минатото го правеа, тоа веќе како да не се прави, ми се чини, така нели? Така да, за жал, се повеќе и кога доаѓаат родители во работата со деца,
слушам за тоа како едноставно децата не се дружат. Нели, едни меѓу други. Секој сам за својот телефон седи едно до друго. Не си одат на гости, значи не се ги нема, значи тие дружби како порано, например, кога ние во моето време, значи јас кога сум излегувала, сме спиеле едни кај други, другарки, па такви ноќни собиранки, па нели по цел ден сме биле тука во малото, на улица или каде и да е. Меѓутоа, да, за жал, тоа денеска е помалку присутно, се уште е присутно, не дека го нема, меѓутоа нели зависи и од ставот на родителите за тие теми и децата какви се. Инаку кога станува збор за анксиозноста кај децата, таа е малку потешко препознатлива, бидејќи детето како дете до одредена возраст, до некои 10-11 години, му е тешко да објасни што му се случува. И тоа самото кај себе може да не е целосно свесно за тие симптоми. Бидејќи кај него не е развиено тоа апстрактно мислење, значи да може здрав увид да создаде, да свати дека има таа анксиозност, меѓутоа родителите тука можат тоа да го забележат. Начини на кои што родителите би ја забележале анксиозноста кај децата е, значи, ако детето почна да се повлекува во себе, се изолира некако, одбива да разговара, се забележува некоја вознемиреност, растрепереност, немир кај него. Значи, тоа се некои првични симптоми што може на родителите да им бидат аларм дека можеби нивното дете развива анксиозност. Од друга страна, нели најдобриот резултат за третирање на анксиозноста не го имаме во зависност од возраста, туку го имаме во зависност од тоа во која фаза дошла личноста со развиената анксиозност. Да. Ако, например, сега доаѓа клиент кој што 5 години ја носи анксиозноста кај себе, сигурно дека ние тука имаме многу повеќе материјал за траума, значи веќе внатре и физиолошки, невролошки интегрирана анксиозноста. И тука на нас не е многу битно да вклучиме покрај психотерапијата и психијатар, мора да има и фармакотерапија. Од друга страна, клиент кој што дошол, да речеме, у некоја фаза што е уште почетна 2, 3, 4 месеци, тука имаме многу поголеми изгледи за успех, за многу побрзо време и да помине без медикаментозна терапија. Одлично. Медитацијата, кога ќе се спомене за третирање за многу разноразни состојби, секогаш кај повеќето луѓе дава некаков отпор, бидејќи луѓето мислат дека медитацијата е нешто многу досадно, нешто многу несватливо и нешто што навистина е само од џабе потрошено време. Колку медитацијата и свесното дишење помага во справување со ваквите состојби? Така, да, се согласувам, или често пати медитацијата поврзуваат со некои ненаучни, духовни забегани некакви ситуации кои... Меѓутоа не е така, значи веќе има научни истражувања кои докажуваат дека медитацијата и како е лековита. Зошто? Бидејќи ние со медитацијата тоа што го правиме е да го смениме чувството на немир во личноста, да може да произведе самиот организам на невролошко и на физиолошко ниво други емоции, кои што ќе се поврзаат со други внатрешни физиолошки процеси, бидејќи негативните емоции на љутина, на тага, нели на таа анксиозност, на тој немир произведуваат едни физиолошки процеси, меѓутоа смирувачките емоции предизвикуваат други физиолошки процеси во телото. И со медитацијата ние уствари тоа сакаме да го постигнеме. Значи на невропсихолошко ниво да се активираат други процеси во организмот, бидејќи централен нервен систем е тој што управува со сите други системи во телото. И затоа кога тука ќе направиме една друга емоција, еден друг процес кој што ќе протече во личноста, ќе се намалат многу симптомите. Затоа и дишењето не е многу важно, но и медитацијата што иде со тоа. И предпоставувам многу важна работа за ваквите состојби е излегувањето од дома, пешачењето, контактот со природата. Да, инаку не се препорачува многу на типична аеробна активност, например како трчање или како аеробен тренинг, бидејќи веќе телото кога е изложено на анксиозност, веќе функционира како да е на таков напор. Така. Јас предпоставувам дека ги охрабривме сите оние кои што не нашле за сходно или немале доволно самодоверба да побараат помош и поддршка. Еве нека биде чекорот од тука, од овој момент. Обидете се, истражете, со 2-3 клика можете да дојдете до информацијата и да се пријавите и вие да учествувате на вечерашната работилница на апликацијата Zoom и да си најдете, да си пручите само помош едноставно, бидејќи, како што кажа и Дора, ова анксиозност ако се расти подолго време, навистина е многу потежок патот за враќање назад.
Посакувам многу среќа на денешната работилница и со некои следни теми и содржини повторно ќе им бидеме поддршка на нашите гледачи. Договорено? Договорено, благодарам уште еднаш за поканата. И благодарам и вам за гостувањето.